Одисеја е пародија на истоимената поема на Хомеровиот класик, нели? Текстот го пишував јас пред едно 10 години и ова е наша втора поставка на истиот текст. Во првата игра 78 актери, овој пат бројот е нели помал. Всушност вклучени се тука сите повозрастни категории на училиштето за театар, средната А, средната Б, средната В и големата група, како и напомош се дојдени и членовите на аматерскиот театар. И представата ја подготвувавме некаде околу месец и вечерва ќе биде несиното премиерно издание. Дали ќе имаме реприза на представата? Да, има репризи на 26 на 28 декември и со тоа ја затвараме оваа календарска година со представи од Театар Чин 4 на 5. После представата имате изненадување за публиката? Имаме вечерва ќе доделиме една символична златна влезница на нашиот 100.000 гледач, кој значи ние водиме грижлива статистика за бројот на гледачите кои што присуствувале на нашите представи и ете на оваа представа исто што е нели премиера се погоди 100.000 гледач да биде во публиката, нели. Вечерва ние ја надминавме бројката на 100.000 гледачи. Тоа значи дека ние сме наполниле 793 вакви сали и 165 сали како големата сала во Марко Цепек. Затоа како знак на благодарност, ние вечерва на 100.000 гледач сакаме да му дадеме едно внимание и да ви се заблагодариме на сите вас за поддршката. 100.000 гледач ќе го добие овој златен билет со кој добива доживотно влезница за да ги гледа сите наредни представи. Тој гледач вечерва се наоѓа точно на втор ред, прво седиште, партер десно. Да сте вие. Ние имаме нешто статистики кои како фотографите, но седиште беше 100.000 седиште. Која поред е ова представа? Ако 100.000 гледачи до се ги посетили представите на Чин 4 на 5? Мислам дека е негде 65-та продукција на Чин 4 на 5. Така нешто, 65-та представа мислам дека е. Моментално таа статистика која представа ја правиме на крајот на годината, мислам дека 65-та представа. Ново што ќе биде прво во 2019? Па во 2019 веднаш на 11 јануари имаме завршената представа на малата група која се нарекува Грчки митови и уште нешто, а веќе на 14 јануари е првиот мюзикл за деца од деца, се вика Притисни старт, а тоа е завршена представа на мала Б група, значи на повозрастната мала група. Па се работи за една многу интересна комедија. Се работи за авантурите на Одисеј кој после Тројанската војна се обидува да стигне дома и на крајот стигнува, но неговото патешествие е навистина интересно да се погледне за публиката. Кои перипетии го следат додека се враќа дома? Па има многу настани како се сретнува со различни чудовишта, со богови, со божици. Да, во смисла на хумор. Колку време ја подготвувате представата? Па представа ја подготвуваме околу 2 месеци. Работевме напорно, морам да признам, и се надеваме дека крајниот резултат ќе го покрие цел тој период на напорна работа. Оваа вечер публиката ќе има можност да погледне уште една од голем број на представи кои што ги остваривме оваа година во Театар Чин 4 на 5. Се работи за пародија на Одисеја, која што ќе биде прекажана пред прилепската публика денес премиерно. Играат околу 15 на млади актери. Јас сум дел на драмското студио кој што дојдовме да потпомогнеме во оваа представа.
Во представата се работи за главниот лик Одисеј, кој што за неговите авантури по завршувањето на Тројанската војна се до доаѓањето дома во Итака. Публиката ќе има можност, ни смеја да ја проследи целата представа, затоа што верувам дека навистина ќе си помине една поинаква убава театарска вечер заедно со нас.